Почитувани, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денеска ќе разговараме за тема која од вчера почна да станува актуелна, но веќе денеска се доразработува, зашто мислам дека и е редно место во емисијата да биде поставена за предмет на разговор. И во тој дел се однесува околу најавата која што ја даде министерот за здравство Венко Филипче, каде што вели дека лекови на рецепт ќе може да се подигнуваат со лична карта или со пасош, односно и за намалувањето на ограничувањето, односно да нема ограничување во делот на квотите за лековите кога станува збор за туристичките места. По социјалните мрежи, доколку ги гледа човек коментарите во однос на оваа мерка, ќе забележи и доста саркастични коментари, како и за се друго во оваа држава. И генерално социјалните мрежи имаат една таква нарав, да имаат свој саркастичен пристап во делот на туристичките места, но секако предмет на дискусија во оваа емисија ќе биде темата и граѓаните може да си го кажат своето мислење, бидејќи пак мислењата на граѓаните се поприлично така малку поделени во однос на мерката дали е добра или не, особено во изборот да лековите на рецепта се земаат со документ за лично идентификување, односно лична карта или пасош, што може би некому и генерално земено како предлог е малку чуден. Да ги проследиме изјавите од вчера од министерот Филипче, па ќе се вратиме во студиото. Со години наназад беше најголем притисокот токму во туристичките места. Луѓе од целата држава доаѓаат таму и на некој начин ги трошат лековите од квотите на жителите на тие региони. Во исто време сметам дека е мерка со која што ние ќе видиме како тоа ќе функционира, не важи само за градовите, туку и за околните места во тие региони, така да мислам дека ќе има една прилично јасна слика како тој механизам мерка ќе функционира на територијата на цела држава и понатаму. Станува збор за еден комплексен механизам кој што вклучува и софтверско решение, а во суштина значи пратење на лекот, односно ќе може лекот да го подигне само пациентот за кој што е препишан тој лек и кој што лично доаѓа во аптека да го превземе овој лекот, освен за лицата кои што се неподвижни, но и за нив има овој развиен механизам како ќе се издаваат тие лекови. Така, тоа е изјавата врз основа на која што и ќе разговараме, со оглед на тоа дека планирав искрено да ви кажам да го емитуваме прилогот од 14 часот од колешката Ивана Стојкова токму на оваа тема, но со оглед на развојот на настаните, веќе имаше и дополнителни реакции, се извинувам, од страна на Фондот за здравствено осигурување на државата и токму поради тоа прилогот се подготвува со новитетите за дневникот во 17 часот, но тоа ќе го гледате подоцна. Одиме со вашите јавувања на 0260 91 924 или 0260 91 925. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете погласно режија. Повелете. Па еве, Огнен, министерот тоа го кажа и вчера, го повтори и денеска. Да не се фрла многу дрвје и камења по него, бидејќи кажа добро. За неподвижните граѓани може да појди близок роднина или пријател со лична карта да ги земи лековите. А за постарите што не може да излегува исто така. И сега што некој таму ми кажува, не била добра мерка, и како да биди? Се дома да му ги носиме од аптека, така? Тоест, веќе 24 сати помина од тогаш, оје, не чини. И како да чини, не знаеме како да правиме веќе, не избудалија веќе ова, не вие, другиве структури. Да, разбирам. Хама така е, онај одан де се јавува, се држи пак за тоа преку Фејсбук. Аман веќе со нив не знаеме кај му е крајо, кај му е она почетоко. Како некој темничар, како некој намќоре, не можеме веќе да го поднесиме. Што сака тој, да не врати од црно минато Мицкоски? Еме не можеме, пријателе, ние одиме напред и точка. Толку имам огнен да кажам, вистински министер е Филипче, само треба да го разбериме човекот прво, а не да повторува, да се исповеда. Ова е едноставно се исповеда кутрио денеска, да му објасни на сите како е, шо е. Треба да го разбери, човекот во првиот збор треба да го разбериш. Како ти што се водиш емисија професионално, па не може да се расправаш со сите ти, некој кажал глупости ова. Јасно е така. Так. Ајде, пријатно. Пријатно, ви благодарам за јавувањето. Следен на линија.
Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Па, човек да се чуди и да се изненаде од секојдневните нивни излагања за скренување на јавноста. Внимание. Јас кога ќе одам климатичен лекар и кога ќе ми препише терапија, одма ми кажува дека дозволено ми е толку Добро. таа терапија. И сето тоа е поврзано заедно со фондот за здравство, се е електронски и во аптеката кога ќе одам јас, значи, дали е на рецепта, дали приватно се ја взимам, самите матични лекари, фондот за здравство, аптеките имат едно заедничко поврзување и како може јас да земам една торба лекови, а во аптеката да не знаат и матичните лекари, значи аптеката може да ми издаде, мене не ми е јасно, значи ти препишува терапија и не ти дава се додека не ја потрошиш. И следниот пат ќе те прегледа дали навистина имаш потреба или не. Кај матичните лекари тоа е толку значи, чисто, дисциплинирано. Јас не знам од каде сега дека некој може да зима аптеката лекови како во маркет да си пазарува. Едно. И друго, нека се позанимават малку со клинички центар. 5 комбиња за брза помош и сето тоа е еден, не дај Боже да влезеш таму. Барем тие што биле. Јас не сум имала прилика да одам, меѓутоа тие што биле тоа го кажуваат. Значи да се ги средат клиничките центри, да се земат по овие кавадарци еден апарат за кислород, да земат да се ги средат клиничките центри, здравството да не функционира со вакви ефтини, во е сето ефтен моабет за напазар. Има и добар ден. Благодарам и јас вам ви посакувам убав ден и доколку имаме некој стерен на линија, вклучуваме. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Па вака Огнен, јас вака размислувам. Како може за секоја одлука, за секое решение, за секој нов донесен закон од страна на ова влада, реплики од сите страни во негативен контекст, но стварно тие делуваат малку изгубено. Стварно изгубено. Како може да донесат некој закон, дали е тоа за лекови, дали е за ѓубре, 300 пропуста во него. Ако во една демократска земја, пример ќе наведам Америка, која јас лично не ја сакам, закони владеат донесени од пред 250 години, само се малку надоградени. Ова овде, секој закон, 300 дупки, секој може да се протне во секоја доба, конкретно мислам за адвокатите, и едноставно го уништуваат народот. Зошто, како демагошки делува сега Филипче, прво почнуваме од центри каде се концентрирани луѓето на одмор, таму се земале леко, па тоа се причи за мали деца, бе. Нешто ако се донесе, треба да се донесе за цела земја. Какви Охрид, какав Дојран, какви Бакрачи. Ќе видиме колку ќе трае и ова што го вели сега. Но гледаме и релација фонд и негова изјава дека се контрадикторни. Тој вели вака, па оние велат така. Не знам. Ништо досега не е донесено како што треба. Да владее, берем една година. Не да владее 5 години. Берем една година да владее, па народот да биде задоволен. Се е нешто округло па на чоше. Толку од мене, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден, повелено е да ве поздравам вас. Благодарам. И еве таму вие вашите помошници. Навистина, ова Македонија стана Цркилистан. Овие денеска едно кажуваат друго. Каков е тој закон лековите да мора болниот човек да ги зема? Неверојатно нешто. Ја сум еден од тие што нема потреба од лекови и можев и јас како еден претходен дискутант така, онака цинично да кажем дека министерот е во право, тој е ангел кој што носи здравје за сите. Навистина жалосно е. Болните луѓе се со лични карти ќе одат, не знам кој па ова како во милиција да, а лекови се земаат. Една претходна дискутантка кажа
дека тоа све е поврзано. Неверојатно е. Они ти кажат кога ќе појдеш во апотеката, од лично искуство да речем јас за сопатичката овој дел, они ти кажат дека си го земал лекот, не си го земал, копијата е, не знам, ова ти останало и она. Неверојатно е што се прави во овај циркузистан од влада, од народ и не знам што да се, како човек да каже, а да не навреди. Неверојатно. Денеска едно се кажува и не е тоа закон. Тоа е играчка. Му такнало, не му и кажу, од утре така ќе правиме во центрите таму кај што се бањаат, кај што уживаат здравите луѓе, тие можат да земат. На циркузите. Наверојатно, нека се не соберат они. Изгледа, ние треба да се собериме и да им кажеме дека се недоветни, неразбрани, неразумни и немоćни да водат народ без разлика што нашата држава не е толку лоша. Благодарам, бидете здрави, живи, среќни, весели сите и да немате потреба од лекови. Ева, благодарам, ова последното беше супер. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, добар ден. Добар ден. Ве слушам, режија погласно, повелете. Поздрав од Весна, од Битола. Благодарам. Јас сакам само да кажам овде неколку работи. Конкретно околу ова што кажа Филипче, не е тоа толку лошо, меѓутоа и здравствената книжка е еден вид на легитимација при подига бидејќи во нив математичен број и сите ти останати работи. Меѓутоа, оно на што јас лично сметам дека треба да се коригира кога се рецептите во прашање е следно. Ако веќе секоја година за одредени лекови матичниот лекар треба да има извештај од специјалистот кој си ги препишал, зашто тогаш губење на време и пишување на рецепти и трошење на хартија. Компјутерски се поврзани. За, например, Весна, за овој месец, матичниот лекар во апотеката, во системот на апотеки, нека испрати допис дека Весна за овој месец треба да ги подигне лековите тие и тие и тие. А не вака се чека кај матичните, а матичните не се ништо друго не за една обична ресавска школа, с чест на исклучоците. Ретко кој матичен лекар ќе ве прегледа, ќе ви измери притисок или не дај Боже да ве преврзи. Па пол од матичните лекари работат без медицински сестри. Тоа е јавна тајна. Ги имаат на платните списоци, тие седат дома, си го плаќаат сами осигурањето, а лекарите во амбулантите работат сами. Значи, не сум против. Квотите ние македонците се малце проблематични од типот на секогаш не ги земаме лековите кои ни требат, не го правиме резерви, тоа е во нашиот ген. Меѓутоа, ова мислам дека во многу ќе го олесни животот на пациентите, ако не мора да оди кај матичен, па во аптека, па во друга, па во трета. Правевме електронски картички, поврзани се апотеките. Пуште го како што е тоа во сите европски земји. Значи, не оди кај одиш еднаш или по потреба кој има промена на хроничната терапија или ако имаш акутно заболување, ма за хроничната терапија зашто си. Истече времето, ви благодарам за јавувањето. Драги на Facebook ни пишува, вели, ако тоа го воведат, тогаш ќе се редат пензионери, болни луѓе, цели семејства во редови, за да подигнуваат, да ги подигнуваат лековите, наместо тоа да го стори еден човек во семејството. Саде мозок под наводници биле Филипче и тие што му предложиле. Што побргу да си ги соберат парталите, овие од власта завршуваат драги. Ве поздравувам и вас, драги. Иван А ни пишува и вели, се чудам како да им се угоди овој народ, прво немало лекови, до 5 во месецот, еве сега ќе има, и пак не чини, па луѓе мои, министерот јасно и гласно ви кажува, рецептите ќе се земаат како и порано, а дека е потребно да се приложи лична карта или пасош, е добро, замислете ако тоа не е така, ако некој ви ги одземе рецептите, ги користат, пациентот ќе остане без лекарство, што се однесува до вајде прво се мисли. Тоа се спроведува во туристичките места, со право, бидејќи од огромниот прилив на гости, рафтовите за локалното население остануваат празни, завршува Иван А. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Поздрав многу. Значи, јас сакам да ви кажам дека не е така како што кажете да гледате дека само се критикува некој, нешто што е убаво треба и да се пофали. Значи, јас преска го слушнав министерот, многу убаво кажа, рече дека цел месец ќе можеме да земаме лекови, дека ние нема да мораме да трчаме на први, него сега ќе има така ќе направат да може цел месец да има,
Значи тоа е за пофалба. А второ, ова што сте го написале сега, значи тој ми се чини преска дека на некоја телевизија слушнав дека додатна изјава даде дека не е баш така како што е сватено на социјалните мрежи, па коментари, ова ќе биде, она ќе биде. Значи, може грешно сме разбрале, он докажа дека ете, стварно ќе треба идентификација, ама не баш така изнамоштени луѓе, знаеш, знаеш, не знам како да ве персирам, значи, он убаво објасни, значи, ние грешно може сме го разбрали или не се го искажал човекот, значи, се ќе биде во ред, врло важно е ако ти го барат лична карта, значи, се крена многу голема галама на Фејсбук, стварно имаше лоши коментари, а може не било така како што сме го разбрали ние. Денеска се образложи, јас убаво го сватив, ако сум сватила убаво ќе видите вие понатака. Значи, он денеска даде друга изјава, не е така, ние сите револтирани, а сме биле бадијала револтирани. Јас мислам дека се е окей, ова е супер, и дека баш сум задоволна и поздрав многу до гледачите. Нека видат од други некои вести или вие ќе дадете после другите вести. Поздрав многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Прежија ќе ве замолам во продолжение уште еднаш да ги проследиме изјавите на министерот Филипче дадени вчера, а потоа ќе дадам од оно што денеска го има докажано. Со години наназад беше најголем притисокот токму во туристичките места. Луѓе од целата држава доаѓаат таму и на некој начин ги троша лековите од квотите на жителите на тие региони. Во исто време сметам дека е мерка со која што ние ќе видиме како тоа ќе функционира, не важи само за градовите, туку и за околните места во тие региони, така да мислам дека ќе има една прилично јасна слика како тој механизам мерка ќе функционира на територијата на цела држава и понатаму. Станува збор за еден комплексен механизам кој што вклучува и софтверско решение, а во суштина значи пратење на лекот, односно ќе може лекот да го подигне само пациентот за кој што е препишан тој лек и кој што лично доаѓа во аптека да го превземе овој лекот, освен за лицата кои што се неподвижни, но и за нив има овој развиен механизам како ќе се издаваат тие лекови. Така, до објаснувањето на министерот Филипче се однесува на начинот на издавање лекови кој останува ист како и досега, доколку лично некој не може да го земе лекот, може некој друг да го земе лекот со рецепт и здравствена книшка. Она што е ново е дека оној што го зема лекот во името на некој друг мора да ја приложи својата лична карта, објаснува првиот човек на Фондот за здравство Ден Дончев. Недоволните објаснувања и молкот од страна на Фондот за здравство е една од причините за недоволните информации за укинувањето на квотите за лекови, се коментираше по социјалните мрежи кои од вчера станаа уште покритични откако министерот за здравство Венко Филипче рече дека секој лекот мора лично да го земе. Тој денеска со дообјаснување дека доколку некој не може да го земе лекот, тоа може да го направи негов роднина или близок. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден за Огнен Јаневски безба. Благодарам. Повелете. Добар ден и за вас. Вака, јас би сакал само врска со оваа постапка на министерот да искоментирам следно. Нема друга логика на постапување и мислам на министерот и сосема е исправна таа постапка. Поинаку било кој да се најде на негово место не може поинаку да постапува, освен што ве води логиката на нешто што е рационално и корисно за граѓаните. Тоа е една работа. Втора работа со претходна дозвола на почитувањето и Јаневски. Се земам слобода нешто друго да искоментирам, односно да искоментирам следна работа. Кај постои закон во Република Македонија да невладина организација како Меѓународен сојуз, која е непрофитна, замислете, појавува интерес за државно земјиште и при тоа таа посредува за тоа државно земјиште да се градат објекти. Кој кого прави будала? Извинете. Ќе разговараме за тоа во друга прилика, господине. Ќе ви се заблагодарам во овој момент. Мислев дека, особено за тоа што во делот на старите и болните лица, мислев дека тука некаква паралела ќе направите, но во следна прилика, бидејќи темата беше поставена неколку пати, ќе биде неделава сигурно предмет на дискусија со оглед на тоа дека е во фокусот на интересот и на јавноста. Ви благодарам за јавувањето. Впрочем, затоа и темата нам ни е насловена дека лековите на рецепт ќе се земаат само со лична карта или пасош. Значи не е наведено дека ќе се земаат лично само со лична карта или пасош, туку ќе се земаат со лична карта или пасош. Добар ден. Добар ден, колега. Да, повелете. Сега, 20 денари ќе ми дае што чекам 20 пред мене, а добив. А 20 се јавија пред мене. 20
денари чекам на моја адреса, Антон Попов, 98/3 центар. Добро, повелете. Ова е, Филипче што го кажа, добра работа, цел месец и не мора да идат возрастните или болнице, можат и болнице, можат и роднини нивни. Тоа е голема работа, тоа е голем успех на доктор Филипче. Тоа мисля и него разбере добро. Значи, ќе има цел месец, не до тој ден до 15, до 5 до 15, не знам како беше. Значи, тоа е добра работа по мое. И по многу други, мислам, што кажува. Значи, убаво што те чувме, сакам и ја да придонесам и да се видиме. Така и поздрав до сите колеги и колешки. Благодарам, поздрав и да, ве поздравувам и вас, Пепи. Фондот за здравствено осигурување информира дека интензивно презема соодветни активности и мерки за укинување на квотите на сите аптеки и за воведување нови контролни механизми при пропишувањето на лековите на рецепт на товар на фондот во ординациите, како и за нивното подигнување во аптеките со увид во личниот документ за идентификација, односно лична карта или пасош на лицето кое го подигнува лекот. Или цитирам: лекот на рецепт во аптеката осигурено лице може да го подигне само доколку се идентификува со лична карта, односно пасош. Во случај кога осигуреното лице од здравствени или други причини не е во можност лично да го подигне лекот во аптеката, лекот на рецепт во негово име може да го подигне друго лице кое треба да се идентификува со своја лична карта, односно пасош, наведуваат од фондот. Фондот за здравствено осигурување работи за намалување на ризикот од можни злоупотреби и од нерационално пропишување и користење на лековите со воведување на дополнителни процеси, апликации и контролни механизми. Сите овие заложби треба да овозможат достапност на лекови на рецепт во текот на целиот месец, а не како досега, кога заради исполнетите квоти по одреден ден во месецот, аптеките остануваа без лекови за осигурениците. Моделот на аптеки без квоти започна со примена како пилот проект во месецот август годинава, односно сега, во 43 аптеки кои се лоцирани во туристичките центри на територијата на потрачните служби на фондот во Гевгелија, Охрид, Ресен и Струга, и тоа во следните места: Нов Дојран, Охрид, Пештани, Крани, Царев двор и Струга. До моментот на целосно укинување на квотите на сите аптеки, во месец август во овие пилот аптеки издавањето на лековите на рецепт ќе се врши како и досега. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Јас сум на линија. Да, вие сте, повелете. Види, господине Огнан, ова што се прави со лековите, поготово ме интересира, например, дали со оваа мерка ќе се применираат проблемите што се ува со лекови на рецепт и лекови за пари. Односно, дали еден лек ист ќе можам да го набавам на рецепт, меѓутоа аптекарските вика нема, може да го купиш за пари. Дали со оваа мерка се елиминира тоа или не? Затоа велам во однос на квотите, сега веќе нема да има во однос на тоа ограничување. Ја не верувам и со ова фактички господинот Филипче сака да се огради од криминалите што се прават во фармација. Кога имате еден производ, не само лек, не е битно производ, само да е производ, со две цени, треба да знаеш, господине Огнен, дека позади тоа се крие криминал. Гледайте сега, например, за лековите. Одам ја во аптека. И ми вика аптекарка нема. Како викам нема? 4-5 во месецот, како нема? Па така вика, господине, нема. Сега. А што тоа става можност? Аптекарите во договор со тие преднив и преднив, сите лекови што се за рецепт ги ставаат настрана и после 15-20 ги продаваат за пари. Во тоа е криминалот и во тоа е вмешан и господинот Филипче. Да, но Тој сега... е најголем криминалец во фармацијата. И ова што го прави, само прави некое покритие. Треба да се пуштат лековите исклучиво само на рецепт. Не е битна цената. Ако добро ве разбрав. Од Фондот за здравствено осигурување информираат дека
лекови на рецепт без ограничување, односно без квота, ќе може да се подигнуваат во 43 аптеки кои се лоцирани во Охрид, Струга, Ресен, Дојран и во Гевгелија. Од околу 800, со колку фондот има договор во државава. Граѓаните реагираат дека со оваа мерка може да се подигне само хронична терапија, бидејќи матичните лекари им се во градовите каде живеат, а не во туристичките места. Пациентите реагираат со однос на тоа дека од оваа мерка бенефит ќе имаат само повозрасните пациенти кои примаат хронична терапија за крвен притисок, шекер или нешто слично, но ако добиеш некоја инфекција на грло, уво, нос, очи или нешто друго што не може да се предвиди и треба антибиотик, ќе те прегледа лекар и ќе ти препише лек, но само приватно може да се купи, бидејќи матичните не се во градовите каде живееме, велат пациенти за Слободен печат. Во текот на денешниот ден ќе има информација дали лековите ќе се подигнуваат само со рецепта или ќе треба некаков документ за идентификација. Тоа е она што беше кажано, впрочем, дека лична карта, односно пасош, е потребен за подигнување на лековите. Добар ден. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Вака сега, јас ќе дадам идеја како треба да биде. Ајде. Брука е бе ова за народот бе, само неколку градови да биде квотата тргната. Абе таа квота која измисли бе, тоа е криминален чин бе. Таа квота не треба да постои бе. На прво место е здравието на граѓаните. Се утепа од крадење кај ќе стигнат да нема за граѓаните лекови. Па на најсиромашните и пензионери и све група од 70% од граѓаните на Македонија едва што преживуваат уште да плаќаат и лекови полна сума. Како може да оди во аптека, да му кажат на рецепт нема, а има ако си го купиш? На што личи тоа бе? До кога ќе се заебава овој народ? Што е решението да кажам? Решението е да се укинат квотите. Сите луѓе кои што зимаат поголема плата од просечната и сите оние што имаат пензија поголема од просечната, да си го плаќаат лекот или целосно, или да биде, да кажеме, со поголема партиципација. Сите други невработени, социјални случаи, пензионери што зимаат до 10-12 илјади, сите лекови да бидат бесплатни. Тоа е веќе хумано општество. Се друго е апашлук, се друго е криминал. Тоа е она решение што треба да му се даде на народот. На што личи ова сега туристички градови, па ќе видиме како ќе оди. Абе како ќе оди бе, закон донеси и готово тие квоти тотално да се уништат. Да не постојат квоти бе, на што личи тоа бе? Луѓето немаат леп да јадат, уште и лекови да плаќаат, од што ќе живеат? На што личи тоа? До кога овој заслепен народ? И тоа со мој термин, со месеци се чека за специјалист. На што личи тоа? Добро. Истече времето, благодарам за јавувањето. Во однос на тоа дали аптеките ќе имаат доволно количини на лекови, согласно барањата на пациентите од Фондот за здравствено осигурување објаснуваат дека тоа зависи од менаџерските способности на сопственикот. Цитирам: аптеките секако дека не може да држат неограничени количини на лекови, но тоа треба да биде согласно потрошувачката во изминатите месеци и треба да следат што им недостасува. Во нивна корист е да издадат повеќе рецепти, објаснуваат од фондот. Добар ден. Па ете ти одговори на овие глупи закони што се носат кај нас. Ова убаво го кажа ти. Значи може да те вози преку вода жеден колку сака. За тоа што ќе рече, па немаме ни у магазин таму, па да, па немаме. Не знам дали ме разбираш со како писател. Да, ве разбирам комплетно, да. Така. Значи, тоа е една работа. Абе, инспекциите треба да се појашаат и да се врши надзор над инспекциите. Значи, над инспекторот инспекција да се прави и ќе видиш ти како тоа све ќе се стабилизира, све како, ама не може тие првите луѓе горе на врвот, они се први за инспекција. Значи, зборам за министер, нека не се прави заеб, дека нема појма, како он што избега у Будимпешта, па кажуваше, па не знам што ми правиле за грб министри, тамо овакви онакви. Мајката, па ја и ти знаеме, тука информации се делат на велико, не знаел тој. Све знаат, него така им чини. Таков е народот, инаку за овие лекарства што ги даваат партиципација, ја ќе ти кажам за компресорот мој, за срцево, пијам амлодипин, лизиноприл и конкор.
Знаеш колко е разликата? Ако е 120 денари скоприлот, 100 денари го плаќам со партиципација. Што сум спасил 20 денари? На скупи лекови, иш нема партиципација и се послужив со помош на алтернативна медицина, да ти кажам искрено, со совет од доктор, значи мојот патичен доктор, иако овие бомбони што ми ги даваат за ништо не вредат, земав некој амерички таму, не знам фирма која ги прави, да ти кажам искрено, све тоа што ги имав тие проблеми, сега трчам, можам да трчам од тука до Белорад, ако сакаш да знаеш. Значи сите скупи лекови не идат преку ова, него овие бедниве лекови тука што побрзо да те убрзаат да умреш отколку да бидеш жив. Ајде, поздрав, пријатно. Пријатно, ви благодарам за јавувањето. Снежана на Фејсбук ни пишува: вели здраво Огнен, не ми е јасно човече, уште ли ке не лажат со вакви потези, играм спортска па правам 1000 комбинации, а овие од власта не размислуваат ни со една комбинација пред да донесат закон. А и малите деца знаат дека ова е фармацеутска мафија, се собрале 10 лица и одлучуваат само колку ќе имаат добиток од продавање лекови. Каде е тоа бесплатно здравство, па ке матичниот лекар добиваме рецепт преку компјутер, тогаш нека си ги проверува Филипче матичните лекари. Весна пишува: овие паметниве кои се јавуваат и плукаат по законов немаат ни мака ни потреба од лекови. Прашајте ги оние кои примаат терапија која кошта и по 10.000 денари. Кога ќе отидат на втори во месецот во аптека и лекот го има само за пари, а не на рецепта. Што не му е јасно на овој народ? Како е подобро како досега, пушти ги приватен бизнис да тераат на сметка на фондот. Срамота е ова што го слушам од гледачите во твојава емисија, завршува Весна. Поздрав, Весна. Сашо С. пишува: стана нормална појава луѓето од оваа влада да предплан не даваат една изјава, поплан да се дообјаснуваат со друга или да ја негираат претходната. Испадна дека никој, а и опозицијата не ја сватиле генијалната прва изјава на Филипче. Се збуни народот, па беа приморани да ја сватат глупоста во првата изјава. Сега можело да го подигни лекот и друг, ама со негова лична карта или пасош. И што е промената? Формалистите, наместо да обезбедат зголемен дотур на лекови во сезоната летна, заглавија во глупави процедури. Не кажаа дали тој што ќе ги подига лековите треба да биде во некое роднинско својство. Значи на одмор ќе мораме да одиме со роднини, или ќе може газдата од собата во Охрид да го земи лекот или некој од рецепција. Умревме од формалности, односно од глумење контрола во здравството. Е уште некое време, па наново поздрав. Поздрав, Сашо. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Вака, малку ми е глупо се ово е. Кои се тие општини, тие издвоени Охрид, Струга, Гевгели и сите? Нели е срамота овое што го прави? Абе, не да сам револтиран, превеќе сам револтиран, за да каже дека у тие општини ќе испробува он лекове да ги дава, а овие другите не. Па дека го идеме овое? Па нели го гласахме да добиеме тоа. Кој е тај Филипче, тој да го каже: Безаев бе, кој си Безаев, дека отиде со овие твои пајташи, да не ги кажам што... Огне неме дека гледај лошо. Кажувам ја истината, ако сам комунист сам од почеток, од 68. Знаеш ли кога беше у Словачка напада у Прага? Ево, тогај сам комунист. Али овој не сам го очекувал од Заев. Ни од Бранко, ни од Заев. А од онија другите, ишпа не сам го очекувал сега што напаѓат. Срамота ово што се прави со овај народ, бе. Кои се тие општини, а на другите не? Абе, дај пушти сега истото нека го добиват сите. Толку од мене, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Се извинувам доколку сте помислиле дека ве гледам лошо, не ми била таква намерата воопшто. Добар ден. Јас сакам вака малце да ви кажам нешто, дека ова не е во ред од гледачите што го прават. Добро. Јас сум пациент кој што прима доживотна и трајна терапија. Значи секој месец подигам лекарства. Добро. Не стигнав на први да си ги подигнам рецептите и денеска во автокоманда возегим без. Нити кој ми побара лична карта, нити кој ми побара нешто. Партиципацијата мора да се плаќа. Сегде у свет се плаќа партиципација за лекови. И не разбирам како можат само да плукаат и никој да не каже дека има лекарства. Немаше никаков проблем за ништо и денес и други месеци. 5 години сум јас после тешка хируршка интервенција и ги користам едните исти лекови и никогаш не ми се случило да останам без лек.
Само еднаш беше случај кога немаше во Македонија антикоагулантска терапија и таа многу брзо се реши, за 2 месеци ја реши увезе, друг увозник се појави и го внесоа лекот. Мислам, стварно нема смисла. Ако е единствено задоволство на гледачиве само да се јавуваат на телефон и да кажуваат по нешто, мислам, некоректно, тотално некоректно. Вистината е нешто сосема друго. Не е ова што го кажуваат. Срам да му е на овој, срам да му е на оно. Што да му биде срам? Сте били ли во апотека? Сте земали ли лекарства? Не сте биле. Еве ви кажувам, денеска влегов и то касно, на први ми беа рецептите, денеска е 6. Стварно нема смисла, значи кажите ако вистина нешто фали, али немојте по секоја цена да кажувате нешто што не е. Никој ништо не ми побара, ни лична карта, нити било што некој ме праша. Ми ги издаде рецептите што си се мои, си платив партиципација најнормално и се си е во ред. Ама бре луѓе, погледнете ја малци позитивната страна. Што добивате од тоа што само кудите и пјукате по секого што ќе стигнете? Навистина не знам до каде ќе не однесе ова. Извинете, ја никогаш не се јавувам, али ова беше подморално. Не, ако? Не може. Јас би ви не можам препорачал веќе да повторно да слушам, ми се јавите. Навистина ми ја претерава работата. Ајде, пријатно, имајте убав ден. Пријатно, благодарам и јас вам ви посакувам убав ден. Јана на Фејсбук ни пишува, вели, а што со тие што не се во можност секој пак да си ги подигнуваат лично лековите, кои ги врти, туку што пред 10 минути, претходно пред 20 минути, објаснив дека лековите, ако не може некој лично да си ги подигне, ќе ги подигне некој друг во нивно име, со здравствената книшка, рецептот и нивна лична карта или пасош, што за мене лично, да ви кажам, во однос на тоа ништо не се менува. Мислам, и досега сум подигал лекови за други со нивна здравствена легитимација и рецепти и без лична карта. Сега само што ќе треба да дадам лична карта, не знам како тоа дава некаква стабилност. Да не земе случајно странецот кај нас лекови. Добар ден. Добар ден. Од Битола многу поздрав до вас. Благодарам. Бителот. Поздрав. И до емисијата. Повелете. Јас по ќе пати се јавувам и ова конкретно за темава. Лекови во секое време јас сум земала, например, никогаш нема некој застој за тоа. Некогаш ако нешто нема или било како. Меѓутоа секогаш лекој има. Ми дават, јас секогаш кога сум пошла ми давале лекој. Не знам зошто се жалат луѓево, што ова сака да ја оцрнат ова власт, да направат некој неред, не знам што. Ни дават лекој како така? Не е ова, не е точно вака што зборуват. Не е. Јас само толку имам да кажам и да ве поздравам од Битола. Благодарам. Ве поздравувам и убав ден во Битола ви посакувам. Доколку има некој стелен на линија, вклучуваме. Добар ден. Здраво. Здраво. Вака сега. Овие две гледачки што се јавија да им објаснам една работа. Значи, поентата не е во тоа дали вие лично сте нашле лек. Добро. Поентата е во тоа што треба здраво, разумно да се, логично да се размислува. Зошто се измислени тие квоти? Нема потреба. Не е хумано било кој. Може би они ги нашле лековите. Има луѓе што имаат мала плата, немаат пари, а мора да зима лек за здравје, за тешка болест. И тој оди и му вика, ако платиш има, а на рецепт нема. Тука е приказката. Значи, тоа треба да го сватат. Да се укинат квотите на цела територија на Република Македонија. Влегуваш во апотека и прашуваш, го има ли тој лек? Го има. Еве ви рецепт. Ако немам рецепт, ќе си го платам. Проста работа, не знам што не им е јасно на народот. Зошто да постојат квоти? Тоа е приказката. Зошто едноставно во тие квоти да има 50%, пример взимам, 50, 20 или 30% од потребите на граѓаните. Тоа значи се скратуваат потребите на граѓаните. Граѓаните имаат потреба, например, за 10.000 или милион лекови, ќе им дадеме на рецепт само, да кажеме, 20%. Другите нека си ги плаќаат. Тоа е квотата, тоа треба да го разбере логиката на народот. Тука е приказката, не е приказката дали една власт или друга. И преходната имаше квоти. Толку ли не разбира овој народ, бе? Значи, не сме за лекови, лековите се на прво место. И не сме да се тргува, не сме да се прави криминал. Инспекции, супер инспекција треба да има, супер судство.
супер јавно обвинителство. Инспектори да одат секаде. Така. Истече времето, благодарам за јавувањето, ви посакувам убав ден. Бошко на Фејсбук ни пишува, вели вода во коленото имам, ми напиша инекции 3, купувам од аптека една цена 4200, истите во Грција 30 евра, двете, разлика голема, завршува Бошко. Добро. Јуре пишува, вели Огнен, овие јавувачите половината и повеќе лажат, сушат, поготово овие што се дерат и покажуваат нервоза. Добро, следен на линија, поверете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам. Ајде да се вклучам во програмата. Да, во програма сте, господине, ве слушаме, поверете. Јас мислам дека сето ова кој што води е на некој начин пренасочување на вниманието. Проблемите во здравството се толку големи. Ајде да предложам, за да не бидам ја во стилот жалопојки кој што ги има сите досегашни, па и претходно кои се третираа вакви теми. Ставање на вон сила на Законот за здравствена заштита, враќање на претходниот закон. Законот за здравствена заштита и Законот за здравствено осигурување во Македонија, донесени чинам 2015 или 16, се генератори на кризата во Македонија во здравствениот систем. И тие се произведувачи на ваква криза. Квоти, не квоти, има кадар, нема кадар, се јавуваат пукнатини секаде во системот. Мислам дека генератор на главната на кризата во здравството е Уставот во здравствениот систем, тоа е Законот за здравствена заштита. Прочитајте го, видете го и тој генерира кризи. И во системското организирање, и во кадровското, и во снабдувањето со лекови во све. Што се нема расположение, што и оваа здравствена власт, скоро не 2 години, кој се не може да донесе нов закон, иако е во процедура, што нема расположение меѓу, односно во политиката на здравствената власт, тоа е друго. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака сега, претходниот гледач точно го кажа е најточното нешто во поглед на законската регулатива. И слушав доста од гледачите, Добро. кои се жалаат дека нема лекови на рецепт, што сметам како и некои гледачки што спомнаја, дека не е точно. Лекови има на рецепт, меѓутоа граѓаните не се потрудуваат да прошатаат можда 50 или 100 метри подалеку од првата локација што би ја одбрале и едноставно мислат дека лекови има само во Зегин. Значи, лекови има во многу аптеки, 700 аптеки има во Македонија и не значи дека само во Зегин има лекови, дури имам информации дека лековите во Зегин дури и на рецепта биле поевтини, што е абсурд. Лековите на рецепт во цела Македонија се со иста цена. Не може да има во една аптека една цена, во друга аптека друга цена. Ова што се заговара сега во поглед на укинување на квотите, ќе значи уништување на сите мали аптеки и живеење само на ланците, од кои би ги зел Зегин, Еврофарм и други ланци ако посто во Македонија. Мислам дека се прави кардинална грешка со овој начин на укинување на квотите. Квотите не се за да се ограничат пациентите во користењето на лекарствата, него квотите се колку толку да има некој баланс измеѓу големите ланци и ситните аптеки во Македонија. На овој начин сите мали аптеки мислам дека ќе си го стават клучот на собствените бизниси и ако се рачуна дека треба само големите ланци да живее во Македонија и да се укрупнува, тоаш мислам дека и министерот и премиерот тотална грешка прават со тоа. А квотите како квоти беа да има, значи, како што спомнав, некој баланс измеѓу. Истече времето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Па, никој не го разбра ова што е законот сега, ова новото, уствари, решение за квотите. Се работи за туристичките места, значи региони, уствари, Охрид, Дојран, Преспата и така,
да се појачат квотите на лекови таму, бидејќи таму летуваат луѓе од разни краишта на Македонија и да се снабдат со лекови. Јас лично исто така примам месечна терапија и се снабдувам од Еврофарм. Многу се услужливи, претерано можам да ги пофалам, не е ова реклама никаква. Евентуално, ако го нема леко, го отворат компјутерот и ми кажуваат, ќе одиш во филен аптека, мислам во градот. Во филен аптека ќе одиш, лекот е таму. Го имат, на лагер. Значи, луѓето џабе зборуваат. Нема врска ова што го зборат луѓето. Значи, нема врска со вистината. Никогаш не сум останал без лек. Секогаш сум си ја зел месечната терапија. Сега, ако не ја земам од она аптека кај што сум редовен муштерија, тие фино лепо ќе приснат на компјутер и ќе ми кажат ќе одиш во филен аптека, таму има. Уште 3 кутивчиња, 2 кутивчиња, 1 кутивче, како било, лента, било како. Значи, луѓето лажат суша. Ниту ја разбират работата, ниту ништо. Аптеките си работат онака како ќе работат. За приватните аптеки, што не се во ланци, не можам да кажам ништо, бидејќи од нив не се снабдувам од ланецот на Еврофарм. И ви кажувам дека имам супер услуга. Добро, во ред, ви благодарам. Значи, првиот пат ви истретирав како што треба, но веќе зборувањето за конкретна компанија која што би имала профит од вашите фалби во оваа телевизија, ќе треба да им испратам фактура. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Министерот Венко Филипче на Фејсбук пред 6 часа напиша дека од денеска жителите на Охрид, Струга, Ресен, Дојран и Гевгелија ќе имаат лекови во секое време во било кој ден од месецот. Во екот на туристичката сезона обезбедуваме непречена достапност на лековите и за жителите и за туристите. Начинот на издавање на лековите останува ист како и досега. Со укинувањето на квотите во аптеките го надминуваме проблемот со недостаток на лекови. Од сега, лековите ги правиме подостапни за пациентите и изнаоѓаме контролни механизми за да нема злоупотреби. Сите пациенти кои не се во можност лично да отидат во аптека од здравствени причини, тие ќе можат како и досега да ги подигнат лековите преку членовите на нивните семејства. Укинувањето на квотите во аптеките во туристичките региони е првиот чекор кон целосно укинување на квотите кое треба да се спроведе во целост најдоцна до октомври 2019 година. Лекови без квоти континуирано во било кој ден од месецот е стратешкиот план на Министерството за здравство, завршува во својата објава Венко Филипче пред 6 часа, односно во 10 часот утринава. Добар ден. Да, поверете, ве слушам. Дали е бесплатно здравството во Македонија? Молам? Дали е бесплатно здравството во Македонија кога има партиципација и на лекови? Како социјална држава, да. Да речеме дека народски кажано е бесплатно. Па добро, Ден Дончев од Австралија е. И од таму се знаеме. Он е сега на тоа место. Во Австралија е бесплатно здравството. Зошто не го спроведат тука? Он као така, стручњакот таму. Зошто не помогне на овој народ што нема пари? Таму е колку е богата државата и нема партиципација на ништо. Ни на лек, ни на лекар да оди, ни на ништо. Зашто тој е на фондот, а ништо не спроведуваат од надвор. Било секој министер оде си се шета или некаде од надвор, ништо не носат позитивно од надвор. Дали само парите ги интересира или што ги интересира? Народот е заглавен. Најскапите лекови не се намалени. Не влегуваат некои во партиципација, на приватно се зимаат. Еве, имам пријателка што му требаше лекови за мажот, за рак, не може да земе све на приватно. Значи, толку, што ми даваат мене диазапам или било кој ситни по 5 динари, по 10 динари разлика. Значи, стварно, тешко на овој народ овде. Тешко на овој народ, никој не го интересира, ама баш никој не го интересира да ја опре државата. Ни едните, ни другите, ни дали третите ќе додат, само брзат да дојдат на некое место, да фатат некоја пара и толку. Не ги интересира ништо. Тешко на народот. Фала многу и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Тоа веројатно според тргањето на подписот беше и последното јавување во декот на денешното издание. На крај само еден коментар. Илбер
Ни пишува, вели гледач, од пред малку цело време рекламира фирма и за него ќе има лекови секогаш, а не и за мене после петти, скоро никогаш не можам да најдам лекови на рецепт и за сите треба еднакво да има лекови, а не само за некого. Поздрав. Ве поздравувам Ива Силбер, како и сите останати гледачи во текот на денешното издание на емисијата. И се гледаме повторно утре. За деталите останете со Телевизија 24. Во продолжение следува Дневникот во 17 часот. Пријатно.